Да, се враќаме во студиото. Тука е, како што кажав, господин Драган Данев, поранешен пратеник во Собранието. Господине Данев, добро дојдовте во студио 10. Добро ве најдов. Добро утро за вас, добро утро за вашите гледачи. Не сме се видели некое време. Повторно можеме да ги слушаме вашите размислувања. Денеска е интересен е тајмингот денеска. Почнува расправата за извештајот за напредокот на Македонија во Европскиот парламент, нешто што беше еднаш веќе одложувано. Ги знаеме контроверзите најмногу околу тој идентитетски дел амандманите на бугарските пратеници. Тоа предизвика доста големи реакции и во државава, и од власта, и од опозицијата. Еве, како еден завоведен дел на разговорот, извештајот нотира, тоа е оној редовен извештај кој ги нотира напредоците и назадувањата на државата на европскиот пат. Што мислите, еве, како за почеток, дека ќе се случува во Европскиот парламент? Мислам дека преголема прашина се крева околу тој извештај и околу едноставно македонскиот нашиот идентитет. Јас пак ќе повторам, многу пати тоа сум го кажал, ние сме македонци, го зборуваме македонскиот јазик, нашиот се поистоветуваме и се чувствуваме како македонци и се друго што ќе се каже, мислам дека е во одредени моменти и во контекст на одредени времења злоупотребувано. Исто во однос на овој извештај се нотира дека нашиот идентитет е македонски идентитет, дека ние сме македонци. Има моменти каде што, колку што јас го видов и разбрав тој извештај, се потенцира одредени добри работи кои што се случуваат оваа година на поле на политичката ситуација во Македонија. Има одредени слабости кои во перспектива треба да се поправат, подобруваат, но се на се еден вообичаен извештај кој што сме го имале во годините претходно, но со потенцирање на одредени моменти кои што ги одредени европратеници сакаат да вметнат амандмани кои што мислам дека не се во контекст на времето и не се во пратеници кои што не ја чувствуваат реалноста во која што се наоѓа Република Македонија односно овој дел од Балканот. Да, интересно е што идентитетот во овој извештај всушност не би требало ли да стои. Ова е оној редовен извештај за напредокот на Македонија во кој до сега барем не се зборувало за идентитетот, но еве оваа година беше ставен. Дали мислите дека можеби, тоа е една од тезите, дека ставањето на идентитетот во извештајот беше обид на некој начин да му се даде еден бекап на премиерот Мицкоски да продолжи со уставните измени, бидејќи знаеме дека владата бара одредени гаранции од Европската унија, дека ова беше еден дел од тој план, ајде да речеме, кој сепак некако како да не успе. Ако е дел од план во кој што ќе се даде одредени гаранции за нашиот идентитет, иако пак ќе повторам, нас не ни требаат никакви суштински гаранции за нашиот идентитет, ние сме си македонци ќе останеме, сме биле македонци. Но формално правно ние бараме одредени гаранции од Европската унија за признавање на нашиот идентитет, не од членки, од сите членки на Европската унија, бидејќи ние де факто сме признаени, но имаме проблем со нашиот источен сосед и да направиме една бетон ситуација, фигуративно кажано, за нивната, од нивна страна, можеби тоа било еден обид да се дадат такви одредени гаранции. Ако било тоа причината или ако било тоа поводот, тоа е во ред, но гледаме дека најде одредени пречки, но јас би се вратил на суштината. Мислам дека Европската унија се уште не е спремна да прима нови членки, особено членки од овој дел од Балканот, односно така наречениот Западен Балкан. Од мое лично искуство и од ова што може да се перцепира годиниве претходно, додека се уште официјален Берлин и официјален Париз мислам дека немаат решено, односно нема дадено насоки да се појде во една робусна интеграција на овој дел од Балканот, односно така наречениот Западен Балкан, во кој што сме и ние како Република Македонија. Кога тие ќе донесат одлуки на ниво на своји влади, консензус меѓу овие два фактички европски центри, мислам дека сето друго ќе биде само форма. Мислите, значи, дека овие, ајде да речеме, пречки на некој начин кои се стават, сега е Бугарија, пред тоа беше претходно беше Грција, нас де факто 2019 година Франција ни стави вето во една ситуација во која што навистина беше од неразбирливи причини донесено едно такво решение на тој совет на министри на Европската унија.
При подпишување на еден преспански договор, при промена на име, при промена на сериозни идентитетски одредници во кои што беше гарантирано дека ние ќе добиеме де факто еден многу лесен пролаз кон Европската унија, односно почеток на преговори во тој момент, ние добивме вето. Интересно е што во регионот блокирани се и Србија и Црна Гора, кои ги одамна ги имаат почнато преговорите, па некако би И било... така, двоместо едно повеќе од 10 Би било години. коинциденција сите да се за нешто блокирани случајно, не? Не верувам дека во политиката има случајност, најмалце во однос на Европската унија и нели приемот на овие членки во Европската унија. Пак ќе кажам, треба политичка зрелост, односно политичката одлука треба да се носи да се донесе во големите европски центри кои де факто одлучуваат за проширување на Европската унија. Во однос на нашиот источен сосед би рекол дека ја користат оваа ситуација во Европската унија, ја користат својата геостратегија визави нели војниот конфликт во Украина, но пак ќе кажам, според моје мислење, тоа е само еден параван кој што иде во прилог на одлуката на европските центри, односно Европската унија, да се уште рано за проширување на Европската унија. Сега, откако Албанија е одвоена од Македонија, од европскиот пакет, ајде да речеме, Тирана официјална ќе продолжи со преговорите и продолжува веќе, земјава станува блокирана. Може ли тоа да создаде политички, па може би и меѓуетнички проблем за земјава? Па не сум убеден дека тоа би донело до некој меѓуетнички конфликт во држава. Па не конфликт, туку владата е во овој момент стабилна. Верувам дека знае да се справи со сите предизвици кои би дошле во тој контекст. Ние треба на Албанија во овој момент и во годините претходно да ја дадеме едно навистина признание, бидејќи се однесуваше навистина коректно во однос на Република Македонија и нели одот на Република Македонија кон Европската унија. Тоа беше еден сериозен критичар, односно низиниот пример на бугарската неразумна политика во однос на Македонија и почетокот на преговорите на Македонија со Европската унија. На Албанија може да и посакаме само брз нели прием во Европската унија. Не верувам во некои сериозни тензии визави влегувањето на Албанија или одот на Албанија кон Европската унија во однос на нашиот надреполитички контекст. Знаете како, јас не мислев конфликт таков како што веројатно мислат повеќето луѓе. Туку повеќе мислам на фрустрации одредени во општеството кои се разбира би били изразени етнички, бидејќи Албанија напредува, ние не. Но тука исто така во контекст на она што неодамна беше кажано и од соседна Софија дека 200.000 македонци имаат земено бугарски пасоши. Значи, имаме сега интересен момент. Од друга страна, македонците масовно земаат бугарски пасоши, се разбира од економски причини. Од друга страна, Бугарија оди кон Европската унија, ние остануваме заглавени. Албанија, мислите? Видете? Албанија, да. Дали местото на Република Македонија во Европската унија тука недвосмислено да и големо да. Значи, ние сме дел од европскиот континент, ние во одреден дел сме интегрирани веќе со Европската унија, прилагодени со европското законодавство и така натаму и така натаму. Јас не ја гледам Македонија без членство во Европската унија. Значи, ние мораме и како држава, и како влада, и како нација да работиме да еден ден бидеме членки на Европската унија, тој ден да не биде далечен. Тоа мора да работиме да биде многу брзо, да се прилагодиме кон нормите и нели кодексот на Европската унија. Но имаме сериозен проблем, ја пак ќе кажам, во моментот тоа е Бугарија и нејзината неодговорна, би рекол, политика кон случувањата на Балканот, па и малце пошироко, регионално. Но уште еднаш ќе повторам и со тоа би завршил дека барањата и условите што ги поставува Бугарија визави нашиот од кон Европската унија дефинитивно се, како да кажам, несвојствени за 21. век, некој да го негира твојот идентитет, нација, како тие поставуваат граница, од кога постоиме, до кога не сме постојали и така натаму и така натаму. Ќе мораме ние маци внатрешно да се обединиме, да имаме некој заеднички консензус околу ова прашање и да настапиме како држава и како нација недвосмислено. Не треба да има околу ова политика, едноставно да заземеме некои црвени линии и позиција и опозиција и да го истуркаме овој дел кој што нема да биде лесен и не е лесен, но
ние мораме еден ден, пак ќе кажам, тој ден не треба да биде далечен, да бидеме членка на Европската унија. Едно е да земаме кредити, друго е да земаме неповратни грантови од Европската унија. Тоа е еден дел од политиките кои што на некој начин до 2019-2020 година ги промовираше Грција, сега ги промовира Бугарија, не ја одговараат на овие две наши соседни држави, затоа што во тој случај колачот би се делал. Сега тие ги земаат тие средства, ние сме оддалечени од нив. И така, една од причините зашто веројатно сме блокирани на тој пат. Еднаш собранието донесе една таква резолуција за поддршка на македонскиот идентитет, каде што СДСМ и ВМРО ДПМН заеднички ја поддржаа, тогаш во обратни улоги на власт и опозиција се разбира. Но сепак тоа беше еден обид да се изгради некаков национален консензус, кој како што вие на некој начин забележувате го има во соседна Бугарија кога се зборува за македонското прашање, но чудно е што во Македонија го нема, додека Македонија на некој начин е загрозена од прашањето. Како власта и опозицијата да не успеат никако да најдат заеднички јазик околу ова? Мораме да учиме од историјата и тоа не од некоја далечна историја. Сите држави, вклучително и балканските држави како Грција и Бугарија, со кои што бевме во спор или сме во спор, имаат своји национални консензуси во однос на било кое национално прашање, па и во однос на македонското прашање. Јас ќе потсетам, тогаш бев и чинител во тие состојби. Значи, ако добро се сеќавате на еден самит во Софија, Ципрас и Заев договорија име Илинденска Македонија. Да. Како еден пример го кажувам. Така беше кажано. Илинденска Македонија го промовира и тие и ние, но кога се врати Ципрас во Грција, најде на отпор за тоа име и тие го сменија својот став. Зошто? Затоа што име немаше консензус во дали официјален или неофицијален во грчкиот парламент, односно во грчката политичка елита. Така да ништо не е вечно дадено и има работи кои што вод може да се менуваат и ништо не е страшно ако одредени предлози било дадени од Бугарија, било дадени од некоја друга држава не поминат, односно ние се спротивставиме како, пак ја кажам, како држава со изграден национален консензус по одредени прашања. И тоа прашања од национален интерес, еве ако сакате, иако не сакам тој збор да го употребувам, еден идентитетски консензус да се постигне. Не сакам да зборувам за идентитетот затоа што навистина во 21 век да ми спори некој дека јас сум македонец и да го спорувам македонскиот јазик е навистина дегутантно. Да, апсурдно е навистина. Навистина е апсурдно, значи. Ајде малку да поразговараме за другите прашања кои се случуваат. Едно од нив е онаа интересна изјава на премиерот на Мицкоски која предизвика огромна бура во јавноста, тоа дека ќе воведе данок дека се размислува владата сериозно да воведе данок на немажени на жените, тој буквално така кажа, за утре дента да излезе и да се извини, да каже дека не мислел така, дека тоа било начин да се иницира јавна дебата и така натаму. Очигледно после една бура во јавноста во тоа прашање, но владата не крие дека наталитетот и прашањата околу наталитетот се високо на агендата. Што ќе остане од државата ако немаме народ во државата? Кој е субстрактот на таа држава ако ние ги изгубиме граѓаните, изгубиме млади луѓе и така натаму. Мислам дека не сум адвокат на премиерот, но сакаше да крене на пиедесталот, но јавниот дискурс е едно прашање како што е наталитетот и важноста на наталитетот, можеби одоначување на немажените или неоженетите луѓе не е најсрекното решение, но сепак овие неколку денови после изјавата на премиерот се создаде еден амбиент во кој што навистина се разговара за наталитетот, за значењето на наталитетот, за развојот на една држава и мислам дека тоа прашање, бидејќи доаѓам и од делот на образованието, каде што најмногу може да се забележи тој пат на наталитетот и што значи тој пат на наталитетот, мора да заземе едно соодветно место во јавниот дискурс, односно во јавните дебати во нашето општество и да се бараат соодветни решенија. Решенијата сигурно се комплексни, сигурно решенијата не се лесни, едноставни, бидејќи со таков проблем се соочуваат речиси сите европски држави. Вчера мислам дека буквално сите. Буквално сите, апсолутно, дали се на понизок или на повисок општествен развој, сите се соочуваат и ние како држава, па и како ако сакате регион, мораме да се бориме против оваа состојба, бидејќи
Таа е единствената работа народот, граѓаните, зашто една држава обстојува. Значи, пак ќе повторам, имаме ние цели градови кои да што 20 до 30% веќе е намален бројот на жители. Имаме цели села веќе изумрени. Нема жители, нема граѓани. Така да, ова е сериозен проблем и треба да се бараат едноставно сериозни решенија, издржливи решенија. Сигурно тие, пак ќе кажам уште еднаш, ќе повторам, тие се комплексни решенија, мултидимензионални, но мора да се бориме со таа работа. Да, Нашите училишта се веќе полупразни. Значи, ако немаме ученици, утре ќе немаме работна сила, ќе немаме инженери, ќе немаме лекари, ќе немаме професори, ќе немаме заварувачи, ќе немаме механичари и така натаму и така натаму. да, веројатно дека, но интересно е што веројатно дека различните држави имаат и различни причини за намалување на наталитетот. Па така еве, доколку во Македонија некој каже дека кај нас наталитетот се намалува најмногу поради, да речеме, економски причини. Едно, поради тоа што луѓето се иселуваат, одат надвор. Второ, што не сакаат да имаат повеќе деца поради економски причини. Трето, поради инфраструктурни причини, да речеме, нема градинки, нема кој да им ги чува и така натаму. Четврто, некои социолошки причини, не знам, има многу фактори, нели? Но имаме и богати земји, каде што ние се иселуваме, нели, одиме таму, и они имаат проблем со наталитетот. Очигледно дека различните земји имаат различни причини и дека е потребен комплексен и индивидуален пристап. Апсолутно, значи индивидуалниот пристап е, мислам, најсоодветен во однос решавање на овој горчлив проблем. Мислам дека во Македонија е најбитно владење на правото, борба против корупција и криминал, квалитетно здравство, квалитетно образование. Во однос на ова што го рековте, пристапот до детски градинки, училишта и така натаму, во голема мера во последниот период, мислам последната деценија и пол, немаме сериозни проблеми, освен во некои централни градски подрачја во Скопје, во однос на достапноста на младите брачни парови, на нивните дечиња до градинкиве, или, ако сакате, и до училиштата. Но овие три моменти што ќе ги кажам според моје мислење, значи уште еднаш повторувам, тоа се борбата против корупцијата, владење на правото, квалитетно здравство и квалитетно образование. Ова се трите сериозни предизвици со кои што оваа влада мора да се бори. Точно една година е само поминато од формирањето на владата, од функционирањето на владата. Ние пред една година тука бев во студио и ги разговаравме овие проблеми. Мислам дека веќе е апсолвирана ситуацијата, имаше доволно време и очекуваме сега, значи, проекти со кои што ќе се удри во костет со проблемите и во решавање на истите. Да, проблемите кои вие ги набројавте, или причините кои вие ги набројавте се интересни, бидејќи знаеме дека кога зборуваме за иселувањето во последнава деценија или повеќе, можеби, дека не се иселуваат толку луѓе веќе од економски причини, туку се иселуваат бидејќи сакаат да живеат во подобро општество. Токму поради овие фактори што вие ги набројавте. Веројатно дека тука е најмногу клучот за Македонија. Кога луѓето сега гледаме цели семејство и тоа добро ситуирани семејства, да. Тие велат едноставно не сакаме да живееме во ваква држава. Не само тие, и нивните деца. И нивните деца, да. Така да, овие се проблемите кои што, еве, од 10 анкета да направиме испитаници, верувате сега, вие тоа го знаете, дека 10 луѓе ќе ви одговорат на истото, ќе ги дадат истиот одговор на ова прашање. Мораме како држава, и не само влада, и не само општини, значи сите ние како луѓе да почнеме да се менуваме и да ова општество го направиме подобро место за живење. Општеството ќе се менува ако ние самите се менуваме, секој лично да се обиде да направи одредени промени во неговото однесување. Значи корупцијата не е нешто имагинарно, корупцијата ја прават луѓе. Да. И затоа ние ниту треба да се корумпираме, ниту да корумпираме. Значи едноставно да знаеме дека секоја промена во општеството и најголемата почнува од нас самите. Така да ги воспитуваме нашите деца, нашите идни генерации. Верувам дека имаме ние сила и како општество, и како нација, и како држава, како народ да ги направиме овие промени. Македонија не е голема ни по територија, ни по број на жители. Така да една сериозна општествена активност би можела за многу краток период да даде сериозни резултати. Пак ќе кажам, предизвиците се големи, оваа патија трае 30 години, дури и во крајните
крајниот период од распадот на таа бивша држава и на комунизмот се чувствуваа веќе одредени девијантни појави, но мислам дека транзицијата и сите тие предизвици што ги донесе таа транзиција овие 30 на години донесува до ова ниво да ние разговараме се уште за вакви теми кои што за 21 век треба да бидат навистина минато. Значи, пак ќе кажам, ако е за корупцијата треба да тргнеме од самите себе, ниту да корумпираме, ниту да бидеме подлежни на корупција, да бидеме корумпирани. Во однос на здравство и на образование, тука како општество исто така и тука дел од тие проблеми е самата корупција. Значи, не треба одењето на лекар, нас да не кошта, не знам, една бомбонјера или некој пијалак, не треба оценката во училиште да зависи од односот на родителот со професорот, дали фамилиарен, дали пријателски или било каков. Значи, сите тие работи ние, ако во корен ги искорениме, верувајте дека 50% од работата би ја завршиле. Ние мораме како држава да имаме квалитетно државно здравство. Тоа го зборувам неколку години. Во ред, приватното здравство си е приватно, но во Република Македонија немаците можат да се лекуваат во приватно здравство. Луѓето плакале 40 години здравствено осигурување, сега кога ќе дојде на крај, тие мора поради несоодветните услови или несоодветниот ангажман од луѓето во државното здравство да се лечат во приватно здравство. Јас сакам да верувам дека тоа не е стимулирано од други причини, но како и да е, Македонија со овој концепт општествен мора да има квалитетно државно здравство и квалитетно државно образование. Тоа може да се направи со многу мали ресурси, но со голема желба и енергија и со знаење нормално од луѓето кои што се задолжени тоа да го прават. Да, се разбира. Еден пример. Да. Ако може вака да се дофрлам. Не може ние пред 10 години бевме на чекор на камен темелник ставање за изградба на нов клинички центар. И сега уште го зборуваме. Ние уште го зборуваме клиничкиот центар. Значи една од најголемите грешки на претходната влада по Преспанскиот договор и условите во тој Преспански договор е изградбата на тој клинички центар. Тој клинички центар во голем дел ќе го модернизираше и ќе го современеше македонското здравство. Тоа беше обезбедени пари све. Откако сменивме и 3-4 локации. Па сменивме, не знам, Ѓорче Петров, па Петровец, па неколку локации како што велите сменивме. Еве сега уште нешто не е почнат, ние дискутираме за отпочнување на изградба на таков клинички центар, да не зборувам за осипување на државните болници и одење на најстручните кадри во приватниот сектор. Тука мора да се застане на тој пат. Кога збориме за наталитетот, и тоа е дел од таа проблематика. Ние имаме можеби во Скопје енормни цени на квадратен метар стамбен простор. Па кај го има тоа? Не може ти зошто луѓе, да речеме, младите брачни парови или врските на младите луѓе не завршуваат со брак. Па една од причините може би е тоа, јас разговарам со млади луѓе. Значи, не може ти во Скопје 2.500 до 3.000 евра да биде квадратен метар. Да, ако беше порано тешко да дојде до стан, сега е супер тешко. Сега е мега тешко, како да кажам. Значи, да се изразам фигуративно за да ние како народ и како држава, нација сватиме кај се наоѓаме. Да. Добро, пред крајот уште малку да поразговараме само за локалните избори, тоа некако природно се надоврзува. Видовме дека партиите веќе ги вадат најголем дел од своите кандидати. Интересно е што ВМРО ДПМН го изведе својот кандидат за градоначалник на Скопје, тој Орци Георгиевски, активниот градоначалник на Кисела Вода. Мислам дека анкетите покажуваат една јасна предност на ВМРО ДПМН во однос пред се на СДСМ да зборуваме, но и на останатите партии. Имаме уште неколку месеци до локалните избори. Што очекувате? Мислите ли дека нешто ќе се смени? Па видите вака, значи ВМРО ДПМН ние како партија воспостави еден начин на работа и избор на градоначалниците вообичаен. Значи и политичката теорија и пракса кажува дека секој успешен градоначалник е многу лесно да дојде од прв да дојде до втор мандат, така да гледам дека таа некоја траекторија се води. Орце Георгиевски вака не е изненадување за неговата кандидатура за градоначалник на град Скопје. Според мене успешно и според граѓаните на Кисела Вода успешно ја водеше Кисела Вода како општина, една специфична општина, нелесна за водење, партиски кадар. ВМРО ДПМН неколку пати за град Скопје овие 30 години одеше со
независни кандидати, искуството беше негативно. Во голема предност ќе биде, доколку биде избран, јас верувам дека ќе биде избран, ветар во грб што сигурно ќе му биде даден од актуелната власт. И зошто го велам ова? Затоа што да се биде градоначалник на град Скопје, да се биде успешен градоначалник на Скопје, навистина треба сериозна поддршка и од сите владени институции, од самата влада. Скопје е голем град со сериозни предизвици и верувам дека ако се направи една симбиоза помеѓу градоначалникот, советот на град Скопје и владата, односно владените институции, дека во наредниот период може Скопјани да очекуваме решение на многу проблеми кои што не тиштат овие години. Орце е енергичен, тој е работлив, сака да работи и верувам дека ќе искористи неговата младост, но истовремено и неговото искуство да некои проблеми кои што навистина како Скопје и Скопјани не тишта да се решат во наредните 4, ако не и 8 години. Да, но се чини дека во последно време актуелната градоначалничка доста ги измеша картите, некако со своите настапи пред се во однос на дивоградбите во Чаир, и тоа е еден прилично политички сега, од политички аспект гледано интересна стратегија, бидејќи ја таргетира владата по две основи, едно го таргетира владиниот коалициски партнер Вреди, но на некој начин става тежина и на ВМРО ДПМН, која сега е фатена некако во небрано дали да постапува или да не постапува, па некако тромо и кило во институциите како да почнаа да постапуваат, но Арсовска со секојдневните настапи само надава тежина на тоа прашање. Можеме тоа да го видиме и во јавноста веќе по коментарите. Владата не може да се фати во небрано. Значи владата мора да биде спремна за секакви предизвици. Значи тоа што го изнесува Арсовска, ако има индици, ако го што се гледа, веројатно има индици, тоа е работа на институциите на самата држава, на МВР, на обвинителство, на судство, на тој правосуден систем кој што тоа треба да го процесуираат, и ако има значи недоследности или незаконски дејанија во сите тие работи, треба да биде санкцијата на ниво на тие дејанија. Значи, ако имаме такви нелегални градби со толку голем број на стамбени единици, тоа мора да биде санкционирано, да се знае по име и по презиме кој тоа го дозволил, кој го одобрил и зошто тоа било направено. Да, и тоа е сериозен предизвик за не навлегуваме во тој политички дел, какви ќе бидат односите во владината коалиција и така натаму. Чисто правно, експертски треба институциите кои што се задолжени за таа работа да тој дел го до крај процесуираат и ако има, а веројатно има, луѓе кои што го прекршиле законот да има соодветни санкции. Да, но стратегијата на Арсовска е очигледно политичка, добро. Независно. Не велам дека нема во ред. Јас не би го коментирал, или ако сакате би го коментирал незиниот ангажман овие 4 години. Граѓаните на Скопје најдобро го кажа тоа на сите анкети, но тоа е една димензија. Другата димензија, ова е сосема друго, пак ќе кажем, ова е работа на владините, на институциите на правосудниот систем, на МВР, на обвинителство, судство и така натаму. Да, знаете зашто кажав дека владата се најде во небрано, бидејќи да речеме првите изјави и на премиерот и на министрот за внатрешни Тошковски беа нешто сега парафразирам дека таа прави медиумски циркус, дека на некој начин тоа Тошковски нешто така кажа, за потоа да кажа дека МВР постапува по индициите. Значи, за тоа велам некако како да се... Не, видете сега, според мене, тоа е логично. Тие сме во коалиција владина со Влен и апсолутно тоа беше една политичка изјава која што веројатно во тој момент се немало информации докаде што е работела со оние факти или не знам, можеби факти кои што ги изнесуваше господјата Арсовска. Кога мислам дека веќе се влезени институциите на лице место, тој веројатно се работи тој предмет и нормално дека во изјавите ќе се менуваат и ставовите ќе се менуваат. Да. Пак ќе кажам, значи политичкиот момент е еден, правниот момент е сосема друг. Значи политиката и владината коалиција ќе одат или ќе се играат на терен на политика и на влада, но она што значи право и правда, институциите мора да го истераат до крај. Можат ли овие настапи на Арсовска да ја искомплицираат борбата на ВМРО ДПМН за градот Скопје, бидејќи таа нема да се кандидира, тоа е јасно, но сепак од два аспекти. Првиот е дека ја поддржаа Даниела, нели?
испадна тоа што испадна, а вториот е сега овие настапи. Можат ли нешто да искомплицира, што мислите? Мислам дека ВМРО ДПМН во моментот има стабилна предност во однос на политичките опоненти во град Скопје и мислам дека нема ова сериозно да влијае на резултатот што се однесува на кандидатот на ВМРО ДПМН за градоначалник на град Скопје. Убеден сум дека тоа ќе влијае во однос на општините каде што доминантно население албанското население, како што се Чаир, Сарај и така натаму. Верувам дека тука овие состојби или оние моменти кои што ги изнесува госпоѓа Арсовска во јавност веројатно ќе влијаат на исходот на изборите. Тука е борбата помеѓу Дуи и тука е Вледе. борбата помеѓу Дуи и Вледе. Не може ова да не влијае на тој резултат. Да. Добро, господине Данев, ви благодарам за ова гостување. Ви благодарам на вас, поздрав до вашите гледачи. Ова беше Драган Данев, поранешен пратеник.